Партнерски однос одлично. Синхронизација одлично. Флуид одлично. Владење со танцовиот подиум одлично. Браво! И јас многу ги сакам, Наташа, кај тебе тие артистични промени кои ги правиш од танц во танц. Покушавав да барам дали ќе ви најдам нештото. Пробувам нешто, да? Баш слобно. Шефти, гледаш сега, ова не ме бендисва. Шо одиш со телото напред. Свекаш? Ајде. Ти телото не да го носиш вака, ти како да ми се поклонуваш мене. Ти треба баш да се крениш тука. Следен танц кој што ќе го играме е виенскиот валцер. Апсолутно немав никаков проблем со кореографијата која што ја составив и со совладувањето на истата од страна на Наташа. Пам, 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 пам. Ти ја ставам раката и тука сме и одиш со главата назад. Да те подсетам за вртење. Без многу зборење. Морам да те зборам, но ти го забораваш. Прво, забораваш ротацијата на горниот дел што треба да се направи. Еве сега те подсеќам. Добро. Нешто што треба повеќе да обрна внимание е тој потисок во земјата за да правам лесен чекор, а да не биде тоа како да тоа го правам нагло, туку да се осети едно континуирано и рамномерно движење. Тоа е всушност најглавната карактеристика за виенскиот валцер. Движењето во простор. И сега тука она што ти го кажав со притисокот во земјата, што треба да го има. Пред да го направиш чекорот, спушти се долу. И пам 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 стоп. Верувам дека сето тоа ќе изгледа онака совршено како што ние очекуваме и замислуваме. Морам да се подправам. Јас ќе се подправам, ама ти не. Чекај. И чекам како стар човек откроен кој ќе стане чекај. Не треба така да изгледа. Четири букви од името Твое, четири страни на мојот свет. Доле ке спиеш, убаво ми гледам и сваќам колку ти припаѓам јас. Сонце во твој